Здраво на сите! Време е за уште едно интересно издание на квизот Листа за 300. Но пред да почнеме на самиот старт, осеќам потреба да се обратам на она млада публика, односно најмладите оние кои што не се пријавуваат тука во квизот или оние кои што планира да не се пријават во иднина. А и за сите останати секако. Работете на вашето знаење секојдневно. Едуцирајте се, читајте, собирајте информации затоа што сето тоа ќе ви значи еден ден. А секако и да не ви се најде во вака секојдневниот живот, ќе ви се најде по потребите за нашиот квиз. Затоа, пак ќе кажам, шега на страна, едуцирајте се, работете на вашето знаење секојдневно, дека сепак на крајот само тоа останува до самиот крај. А сега, да се навратиме на Листа за 300. Прво, ќе ги повикам денешните домакини, победниците од минатото издание на нашиот квиз. А тоа се Антонио и Филип. Повелете. Антонио, здраво. Филип, здраво. Како сте? Супер, одлично. Минатиот пат имавме многу интересна партија, но за жал кога дојде моментот за парите, не ни се погоди темата. После тоа ви текна, верувам дека и дома после тоа проверивте. За следниот пат кога ќе се падне ваква тема, ќе знаете повеќе и тоа е тоа. Но тоа не го покажува вашето реално знаење, нели парите, освоените пари, односно неосвоените пари, не се реалната слика за вашето знаење. Супер бевте при втората лицитација, при првата ги наместивте вашите противници нели да одговараат, тоа ни киксна и тоа резултираше со ваш поен. Во ред, Антонио и Филип, денеска сте домакини, што значи ваша домакинска такмина. Повелете. Фала. А за да продолжиме понатаму со денешното издание на нашиот квиз, мора да ги запознаеме и денешните предизвикувачи, односно противниците на Антонио и Филип. Да ги поздравиме Мими и Мартин. Повелете. Здраво, Марче. Здраво, Мартин. Здраво. Како сте? Одлично. Мартин си бил до сега во Листа за 300, Мими прв пат така. Прв пат, ама ве следам редовно. Баш ми е драго. Одлично, исто како да си било. Мими, трема не ми делуваш дека имаш. Не. Си го гледала квизот. Значи Мими, инаку Мирјана Каралиоска Мирческа. Така, ајде да те запознаеме подобро. Мартин, дипломиран професор по германски јазик и книжевност, предавам во приватно училиште. Ги поздравувам, значи, директорот Тони и колешката Бети, наискрено, зашто долги години се знаеме. Ги сакам децата, си ја сакам работата, Марче, безкрајно. Тоа е најбитно, искрено. Супер, и баш ми е драго така. Голем поздрав еве и до колешката и до директорот и од мене и од целиот тим на Листа за 300 и секако до сите ученици. Мартин, ти? Јас Беше веќе еднаш во Листа за 300. Како помина тогаш, подсетиме? па беше блиску на пенали и изгубив, ама Штета. за прв пат добро беше. Одлично. Денеска девеќе има шанса да го поправиме тој резултат. Првиот пат беше повеќе на камера да се појавиме така. Да се Сега посериозно. Супер, одлично, ме радува тоа. Не ми останува мене ништо друго, освен да ви посакам многу среќа. Нека победи подобриот, почувате како предизвикувачи, докаде ќе стигнете, останува да видиме. Повелете во предизвикувачката кабина. Антонио и Филип, односно Мими и Мартин, седнаа во нивните надпреварувачки кабини. Сега останува да ги провериме и да видиме дали функционираат онака како што треба, за да си немаме никакви проблеми во продолжение. Ке ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините. Мими и Мартин, дали се слушаме? Да, се слушам. Ако имаме некакви проблеми во продолжение, ова посебно важи за Мими, зашто е прв пат денеска во Листа за 300, веднаш да ми сугерирате, ако нешто не е јасно, не ме слушнете добро, има некоја пречка во тој момент, прашајте ме кога ќе ги читам темите и останатото, за да немаме несакани киксови поради недоразбирање. Готово, сега со среќа уште еднаш ќе исклучиме вашата кабина, да провериме кабината на домакините. Домакини, како е? Одлично. Кабината таа, така, ништо не се смени, само улогата. Да. Каква е титулата? Антонио и Филип, ако е се во ред, да не ви го одзимам времето, ниту концентрацијата, може да продолжиме понатаму. Може. Драги гледачи, сите се уверивме во исправноста на нашите кабини, што значи започнуваме со денешното издание на Листа за 300, а како и секогаш, така и денеска ќе почнеме со првото надавање, односно првата лицитација. А темата за истата гласи.
женски имиња во кои втората буква е буквата О. Бараме женски имиња, кај кои втората буква е буквата О. Имињата треба да се содржат во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија. И може да бидат македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 мина наши жители. Ќе ви дадам пример со машко име, ние бараме женски имиња, во кои втората буква е буквата О, доколку баравме машки, Зоран, Горан, ке беа точни одговори. Антонио Филип, дали не е јасна темата? Јасно. Да. Супер, Мими Мартин, дали не е јасна темата? Само да прашам, Повели? со било колку букви? Да, со било колку букви. Само важно е втората буква да биде буквата О. Добро. Знаете, драги гледачи, дека при првото надавање први започнуваат тековните предизвикувачи. Ќе ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Мими Мартин, кога ќе имате понуда, кажете ни. Може 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 15. 15. 17. 17. 18. 18. 19. 19. Нека одговараат. Да одговарат. Ајде да видиме, минатиот пат упали оваа стратегија, ќе видиме дали и денеска. Мими Мартин, имаме 19 празни полиња, сметам дека не се премногу, кои што треба да ги исполниме со женски имиња, каде втората буква е буквата О. Кога ќе бидеме подготвени, Мими Мартин, слободно започнете. Бона. Бона. Така е. Бојана. Бојана. Така е. Борка. Борка. Така е. Боркица. Боркица. Ја имам братучетка Боркица, голем поздрав до незе. Така е. Борјана. Борјана. Така е. Гордана. Гордана. Точно. Горица. Горица. Ја заборев дека ми ученици имаш ти цел куп имиња поменуваат кај тебе Јас, секој Марче, ги ден. знам датумите на раѓање и хороскопски знак. Леле, секоја чест. Ќе се навратиме на тоа сега да не те изместам од темата, нели? Так. Добрица. Добрица. Така е. Добрила. Добрила. Или Добрила, седно, така е. Моника. Моника. Така е. Сонја. Сонја. Така е. Богданка. Богданка. Тетка ми Богданка, јас ке си ја поздравам. Поздрав и од мене до Богданка. Точен одговор. Четките Весна и Суза. Колку кажавме, Марче, до сега? До сега 12. Да. Уште 7 ни остануваат. Мислете, имате време. Моментално на ваша Роса. страна. Роса. Да. Така е. Росица. Росица. Точно. Роска. Роска. Точно. И сега, Марче, до кај сме? Уште 4. 15 имаме точни. Уште 4 ни фалат.
Јована. Јована. Така е. Јованка. Јованка. Точно. Костадинка. Костадинка. И последното ми... Последното? Кое ќе биде последното име? Последното барам да биде и тоа. Па во вие сите убави име. Точно нека биде, ти за убаво. Зорица. Зорица, Мартин, во право време улета. И Зорица, 19 точен одговор за Мими и Мартин. Честитки за првиот освоен поен. Не се опуштајте премногу, знае Мартин од искуство, нели дека Поздрав и имаме. до професорката Зорица по физика. А голем поздрав е ви од мене до професорката Зорица по физика. Може да ни се пријавите вие некогаш во листа за 300. Антонио и Филип, верам дека кога почна да ги набројува, дека и вас ви текна дека знаете повеќе од 19 имиња, иако тврдеше Филип дека не знае 19 на почетокот, ама верам дека сега знаеш повеќе. Но тоа е што е. Може би не почна како минатиот пат, но имам уште една лицитација, доколку оваа ја добиете, пеналите ќе бидат вашиот спас. Затоа сконцентрирани во продолжение. Женски имиња во кои втората буква е буквата О, кои што може да ги кажат, но ете нема потреба Мими Мартин. Ајде да пробам да издвојам тука. Боба, Бобана, Божана, Борисава, потоа Бота, Доста, потоа Јовка, Јорданка, Косана, Костадинка, Коцана, Мони, Нора, Фота, Цонка и така натаму, ги има доста. А сега, драги гледачи, време е за второто надавање, односно втората лицитација. Оваа лицитација ќе биде одлучувачка. Дали ќе играме на пенали или пак Мими и Мартин ќе застанат веднаш до мене тука на главната сцена. Затоа, да не должам повеќе, темата за втората лицитација гласи. Држави од Европа и Азија со име од еден збор. Бараме имиња на суверени, признати држави од Обединетите нации од Европа и Азија, чие општо прифатено име во наша транскрипција се состои од само еден збор. Можам да ви кажам дека ги има повеќе од 70, но помалку од 80. Антонио и Филип, дали не е јасна темата? Да. Одлично. Мими Мартин, дали не е јасна темата? Може уште еднаш, Марче, да повториш? Да, бараме држави од Европа и Азија со име од еден збор во наша транскрипција. Така, Да, бараме имиња на суверени признати држави од Обединетите нации од Европа и Азија, чие општо прифатено име во наша транскрипција се состои од само еден збор. Значи на македонски да биде во еден збор. Да, на македонски да биде во еден збор. Во ред. Еве, на самиот старт ќе ви кажам да сите дека за жал нашата држава, сакале ние или не влегува во оваа група на држави со само еден збор. Да, за жал повеќе. Ама за не нас така. е соедно. За нас е соедно, ама тука дека ги бараме, нели, па некогаш официјалните, ајде. Да кажам, ајде играме така за да не идеме, нели, на конфликтни ситуации. Антонио Филип, јасна е темата, рековме да. Мими Мартин, дали разјаснивме, нели, мене што ми е денеска, тоа е тоа. Знаете, драги гледачи, дека при втората лицитација први започнуваат со надавање оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Антонио и Филип. Ке ве замолам да исклучиме кабината на предизвикувачите, Мими и Мартин. Антонио и Филип, кога ќе имате понуда, кажете ни. 5. 5. Започнуваме со 5. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 10. 10. 18. 18. 20. 20. 26. 26. 37. 37. 39. 39. 40. 40. Се викам уште сега и после веќе на... Колку беше? 40. И едно. 41. 42. 48. 48.
Поштено. Може. 49. Ги знаеме, да. 49. Одговарат. Да одговарат? Ајде, пресекоа Мими Мартин, се двумеа се мислеа некое време. И веќе време беше да пресечат. Антонија Филип, 49 празни полиња, не се малце, мора да признаам, но не се многу ако се земе во предвид дека скоро 80 ги има вкупно на листата. 70 е, како ме не се многу 40, што збораме слушатели. Добро, како и да е. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Грција. Грција. Така е. Бугарија. Бугарија. Така е. Албанија. Албанија. Така е. Турција. Турција. Така е. Србија. Србија. А тука како да ви кажам, со Турција и да беше и Азија ќе беше мислам точно Да, деки да. како и да е. Да, Хрватска. Хрватска, Србија, точен одговор, Хрватска. Така е. Словенија. Словенија. Точен одговор. Романија. Романија. Точен одговор. Словачка. Словачка. Така е. Унгарија. Унгарија. Така е. Австрија. Австрија. Точно. Чешка. Чешка. Така е. Полска. Полска. Точен одговор. Германија. Германија. Точен одговор Германија. Швајцарија. Швајцарија. Така е. Белгија. Белгија. Точен одговор. Холандија. Холандија. И Холандија е точен. Франција. Франција. Така е. Луксембург. Луксембург. Така е. Да прашаме од Обединето кралство. Не може посебно да се. Не. Јас правиме муабет за признати држави од Обединетите нации, значи суверени признати држави, да. Неки. Сега, Шпанија. Шпанија. Така е. Данска. Данска. Така е. Португалија. Португалија. Точен одговор. Италија. Италија. Така е. Малта. Малта. Точен одговор. Швајцарија, кажа на ние? Швајцарија да, кажане. Да. Андора. Андора? Не. Што реков? Шведска. А Шведска? Сигурно е држава. Така е, Шведска е точен одговор. Норвешка. Норвешка. И Норвешка, точно. Финска. Финска. Така е. Исланд. Исланд. Точен одговор. Естонија. Естонија. Точно. Литванија. Литванија. Така е. Латвија. Латвија. 30 имате до сега, братче, значи сега уште 18. Латвија, точен одговор. Латвија, кажеш, кажи Русија. 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 Така е. Белорусија. Белорусија. Точен одговор.
Украина, Украина. Така е. Молдавија, Молдавија. Така е. Кина, Кина. Точно. Јапонија, Јапонија. Точен одговор. Непал, Непал. Така е. Авганистан, Афганистан. Така е. Казахстан, Казахстан. Така е. Таџикистан, Таджикистан. Точно. Киргизстан, Киргизстан. Така е. Узбекистан, Узбекистан. Така е. Индонезија, Индонезија. Точен одговор. Индија, Индија. Така е. Лаос, Лаос. Така е. Тајланд, Тајланд. Точен одговор. Виетнам, Виетнам, исто така точен одговор. Италија, кажа на ние? Да, ја кажавте. Андора ја кажем? Не, чек. Андора. Андора. Да, преска спомнавте, но не ја кажавме, не ја Не ми регистриравме. е сигурен. Андора, Држава е. точен одговор. Ки поминавме сите. Ја дур гледам тука и браво, Антонио и Филип искрено и денес ки стрчавте низ оваа тема, значи кога станува збор за географија, тоа е вашата појака страна, окей, знаеме веќе сега. Не знае, сега останува да дознаеме кои други теми ви се појака страна, но со ова го изедначивте резултатот и како што кажав на почетокот, ќе повторам и сега, ќе си ја барате едните и другите среќата на пенали. Затоа не се опуштете премногу, но можете да си го прославите и поенот и одличната игра. Браво со уште еднаш. Мими Мартин, нема зборови ни за вас, храбро игравте, надававте. Браво за дечките, честитки. Да, честити, Браво. стварно очигледно им легна темата, знаеа, ја поминаа без никаков проблем. Мими Мартин, само храбро и во продолжение, пеналите ќе бидат одлучувачки фактор, со среќа. Пред да продолжиме на пенали, јас да ги прочитам дел од оние држави од Европа и Азија. Со еден збор ќе пробам да ги најдам, затоа што кажа скоро 50 Антонио и Филип. Они имаат, нив има полесно да ги кажат отколку јас да ги најдам и прочитам. Се што. Тука имаме Азербејџан, мислам дека не кажавме, Бангладеш, Ватикан не ја кажавме, Израел исто така можеше да се игра како европска или азијска држава, Камбоџа, Кипар, Либан, Малдиви, Малезија, Мјанмар, Молдавија, Непал го кажа, и така натаму. Искрено тешко ми е да најдам. Точно на број има 79 вакви држави, чие што име во македонска транскрипција е од само еден збор. А сега, драги гледачи, како што реков, време е за пеналите. Пеналите ќе бидат одлучувачки фактор денеска на мое огромно задоволство. Уште еднаш да се потсетиме на правилата. Во текот на целата игра, кабините се вклучени, што значи нашите надпреварувачи можат да се чујат едни со други, па ќе треба да бидат и дополнително внимателни. Одговараат на поредно едните па другите, се додека некој не погреши. Први започнуваат со одговарање предизвикувачите и на кратко тоа е тоа. А сега, темата за денешните пенали гласи: држави со најмногу победнички на Мис на светот. Извор, сајтот на Miss World, каде се наведени сите официјални победнички за најубава жена на светот. Надпреварувањето се одржува секоја година од 1951-та со мали исклучоци. Ние ги бараме државите кои имале најмалку 2 пати победнички на ова надпреварување.
За 2025-та не ги зимаме во предвид како и да е, зашто и државата која што победи еднаш има победено, па не е ни важно да не ви правам дополнителен хаос во главите. Антони и Филип, дали ни е јасна темата? Да. Женски се во прашање, вајде, јасно е. Мими и Мартин, дали не е јасна темата? Јасно е. Добро. Драги гледачи, знаете дека на пенали први започнуваат со одговарање тековните предизвикувачи. Во таа улога се Мими и Мартин. Па Мими и Мартин, кога ќе имате одговор, споделете го со нас. Венецуела. Венецуела. Венецуела е точен одговор. И можам слободно да кажам дека е со уште една друга држава најтрофеен, има дури 6 пати освоено мис на светот. Бравос. Антонио и Филип? Америка. САД, Соединетите американски држави. Тие 3 пати ги имаат понесена оваа титула. Точен одговор? Велика Британија. Велика Британија, односно Обединетото кралство, кое што досега си има 4 пати закитено со мис на светот. Точен одговор? Антонио и Филип? Италија. Италија. Чекај да видиме, и јас не сум сигурен за Италија. Жал ми, Антонио и Филип, но јас тука на списокот ја немам Италија и веќе чекам само потврда од режија дали е тоа така или не. За жал се испостави дека е така. Италија нема освоено повеќе од 2 титули, 2 па и понатаму. Многу ми е криво. Ќе почнеме од сега да гледаме малце повеќе мис на светот. Мислам дека едно време Македонија испраќаше, не знам дали сега испраќа повеќе годиниве наназад. Како и да е, Антони и Филип, мило ми беше задругарувањето. Искрено се надевам дека повторно ќе се дружиме наредната сезона. Искрено чест и задоволство. А сега да им честитам на Мими и Мартин. Честитки. Благодарам ги поздравила дечките да си се пријавуваат и тие и сите млади, младината, значи ни е иднината, радоста, така да се појавуваат, ќе научат многу нешта. Точно. Значи, да се пријавуваат Ја би тука рекол без да ги прифаќаат предизвиците воопшто. Да, не се кири, не ми го крши студиото, Мими. Се зезам. Вака, сега ќе ме повикам тука на главната сцена и за кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Дали колкава ќе биде паричната награда што ќе освојат, останува да видиме во продолжение. Затоа останете со нас, се враќаме веднаш по рекламите. Мими и Мартин се со мене тука на главната сцена и за многу кратко ќе ги соочиме со темата од нашата листа. Мартин, дали имаш ти воопшто искуство тука сега со темата? Не, мислам дека не стигнавте тогаш до парите. Така, ова е ново искуство и за едните и за други. Да. Така, некако јас се сеќавам. Во секој случај да заборавиме на тоа, денеска е нов ден, ново издание на листа за 300 и нова шанса која што се испостави дека е добитна во оваа ситуација. Сега да направиме екстра добитна. Дека обезбедивме учество за следното издание на листа за 300, но се уште и парите да ги земеме. Но пред да ви ја соопштам темата, на брзинка да протрчаме низ нашата листа, да се запознаете и двајцата. Таа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги испишеме со точни одговори за да освоиме максималната парична награда. Во меѓувреме за 3 бачи точни одговори ви следуваат 50 евра, за 6 100, за 9 150, за 12 200 евра и за 15 точни одговори си заминувате од нашето студио со парична награда од 300 евра. А сега, рековте дека сте подготвени, да не ви го губам времето. Разјаснивме како стојат работите со нашата листа, па време е за нашата тема. Слушајте добри вие, драги гледачи. Темата на која што денеска го тестираме нашето знаење гласи: општини во Македонија чие име завршува на согласка. Извор сајтот на ЗЕЛС. Бараме имиња на моментални општини во нашата држава чие име е од само еден збор и завршува со некоја согласка, односно не смее да завршува на А, Е, И, О, У. Мими Мартин, дали ни е јасна темата? Да, општини од Македонија што Не смеа да завршуваат, што треба на согласка. Согласка, не на А, Е, И, О, У, на самогласка. Добро. Градовите спајаат во општини така. Некој да. Беше другото? Чајер. Чајер и Велес? Велес, добро. Ајде, започнуваме, што немаме да изгубиме онака ништо. Карпош. Карпош. Поздрав до Карпошани. Поздрав до Карпошани, јас имам една цела екипа таму што ги познавам. Голем поздрав до нив. Прв точен одговор.
идеме чаир. Чаир. Поздрав и до чаирците. Поздрав и до чаирците. Чаир е често. До Тако само место. место. Така е. И за 50 евра. Ајде, кажи. Кажи го. Кој беше? А, да, Велес. И Велес. Велес. Може се слободно зборуваме, така, не мора да... Да, слободно зборувајте се, да. Уште подобри за вас и за нас. И Велес, точен одговор, први 50 евра освоени во листа за 300, да честитам, да се множат. Сега размислете дали одите понатаму, дали не одите. Па сега ќе да ми се кажете. прислушаме. Важи. Ајде, може. Ајде, Да почнеме со прилеп. со Прилеп. Поздрав до прилепчани. Поздрав до Таму имаме прилепчани. потекло, така... Вашите противници беа по потекло од Прилеп. Да, затоа спомнавме мало коњари, големо коњари. Така, и Кадино точен село, одговор. Кебаковски, леле. Мајка ми. Од прилеп сите легенди се. После што рековме друго, Прилеп, која беше следната? Охрид. Охрид. Ајде, Охрид. Охрид. Одиме на одмор во. Ќе одиме на одмор во Охрид. Ја многу си го слагам Охрид и точен одговор. Ајде, Бутел. Бутел. Поздрав до бутелчани. Поздрав до бутелчани. Со општина Бутел си соработувам доста често и секогаш ми е огромно задоволство. И со Бутел до 100 евра. Одлично. Честитки. Сега преиспитајте се, сепак имаме се губава сумичка на пари кои што не би сакале нели да изгубиме. Видете, консултирајте се, дали одите понатаму, дали не одите, кои градови би ги играле, кои општини би ги играле и така натаму. Само да прашам, ако сте со две имиња, пример, Не, само едно име. само едно име? Не едно име. Само едно. Добре, ајде. Ајде да почнеме со Ресен. Ресен. Така е, точен Поздрав одговор. до другар ми Владимир од Ресен. Бифол, ќе си го поздравам од Ресен, не голем поздрав до него. Гостивар, Гостивар. таму западно. Така е, точен одговор. И за 150 евра. Ајде уште по западно Дебар. Дебар. И Дебар многу си го сагам. Немаме никој од таму, ама Каква природа има. Да, многу, ната, многу убава и природа и не знам, си ги сагам таму. Западната Македонија. Да, и начинот на живот како се го тераат, тоа. 150 евра, заборив да честитам. Више, Ако нема проблем. више знаете. идеме до 300 може. Ајде, дај Боже. чекај. Ајде, видете сега што правиме понатаму. Кажи кој мислиш? Штип. Добро. Илинден. А, да. Мислев преска го Може. заборев. Ајде. Со кој одиме понатаму? Прва? Идеме со... Последно што го кажа, од 2 август. Само да видам, неќе нас грешиме. Не, оваа од 2 август општина кажа. Да, Илинден. Илинден. Илинденско востание мора, тоа, да се спомне. Ја како дете мислев дека Илинден е крстено по Илина братучетка ми. Така се вика дете. Да, дете ќе ги и кога ќе поминам таму, Тоа е. Илинден. 10-ти точен одговор за Мими и Мартин. Значи, Дојан е сигурно така. Да. Штип. Да. Одиме Штип. Штип. И да ги поздравам, морамо Штип, кикбокс клуб Гладиатор. Кикбокс клуб Гладиатор, поздрав и од мене до Штип, нив. потекло што имаат од Штип, значи Штип убави јани. луѓе. И до Пастрамелијата. И до Пастермелија. Кој не пробал, Да. нека проба. И која ни е за 200 евра? Да, бе. Добро, кажи го. Доиран. Дојран, познат како кај народот како Дорњан. Дојран. Да. За 200 евра. Нема да проверам, само ќе честитам точен одговор. 200 евра се во ваши раце. Што имаат вила, Само- Стрина Мичичко ми, да се ги поздравам. таму леле, убајни е голем поздрав кога сме кај Дојран и до Игор Џамбазов. Стрина ми мира. Да, И до него голем поздрав.
Сега ни остануваат уште 3 одговори, верувам дека никогаш не сте биле поблиску вака до 300 евра. Размислете убаво, ако дојдете до 2 точни одговори, ја ќе ви асоцирам некако за трет, за да ги земете овие пари, не сегам да ве пуштам без пари. Сега, најдете 2 кои. Значи само од еден збор. Да, само од еден збор. Има уште доста, значи уште 6 општини се во игра. Уште 6. Да. Не се мал. Не се многу, но не се малце има, сакам да кажам. Не би застанала, зашто одам по збукара и не може никако да ми текне. Размисли во, ајде. Си ми се насам. Ако не истече времето, сега ги земаме париве, така? Да, нема, сега се договараме веќе, готово. Ова чекпоинт. Да. И ја, ама за секој случај, чек. Значи одам по збукара да ми текне. Ајде, вака сега ќе ви дадам помош за да видам дали би одене понатаму. Дали знаете во која општина моментално се наоѓате? Но тоа не сам огласка. Да. Не. Не. Ајде, размисли кај се наоѓаш моментално. Да. Која општина е? Не ја кажувай, не ја кажувай. Не, па добро знам при крај на Сега е... збуката, почетната знам. добро. Шоку... Ами другите две? Ја гледам по градовите поиш. Ама градовите се сите веќе. Ова македонски брод не се важи. Дај Боже брод да беше. Каменица, Стиша ме Демир асоцираше, Капија, Демир ако е. Хисар, тие никој. И трето... Да ги земеме тогаш, а? Да. Ајде да ги земеме, ајде. Ајде да ги земеме. Честитки 200 евра за Мими и Мартин во првото нивно заедничко учество во листа за 300. Очигледно овој тандем е и добитен тандем. Мама и син, како? А сега вака, ќе ви биде криво што не ми ги земавте 300 евра. Аеродром, центар, кажавте Штип, проби Штип. Леле. Тука, да. овие, Па ја значи. имавме Петровец, исто така, Радовиш и Росоман. Тоа се оние Требаше општини кои... написано да ми Сома текне милион пати према Прилеп сме поминувале. Знам и знаев дека ќе ми Секој биде втор криво. викенд со мој Сето пробав со центар никако да ме подбутнам да Не, почнете да Росоман, размислувате град, дека аеродром. Росоман. Абе 200 евра земавте, не зезајте, супер вете. Кога си тука е Чисте друго. така е. Не се до парите. Ударни сме си за... А во ваква ведра и убава атмосфера и со 200 евра во джеп го завршуваме денешното издание на квизот Листа за 300. Мими и Мартин се покажа како одлични надпреварувачи, па заслужено ќе ги гледаме и во следното издание на нашиот квиз. А до тогаш, останете со програмата на телевизија Сител. Чекајте го следното издание на нашиот квиз и не заборавајте. Ве сака Марко и ве сака телевизија Сител. Чао!